Не викајте отзади. Работете во тишина. Еве. Кога ќе почнеш вака сам, без работа, да размислуваш, тогаш ќе сватиш дека најпосле на вистина треба да се жениш. Си живееш така, си живееш и најпосле една таква подлост треба да се жениш. Еве скоро ќе бидат и покладите. А и оваа стројничка веќе 3 месеци ми доаѓа. Степан! Да не доаѓаше стројничката. А, не. А беше ли кај шивачот? Бев. Го шие ли фракот? Го шие. А многу ли веќе сошил? Па, доста, веќе почнал да ги опшива и дупчињата за петлиците. Што велиш? Велам, почнал да ги опшива дупчињата за петлиците. Добро. А кога беше ти кај него? Не те праша ништо за тоа, да речеме, што ќе му е на твојот господар фрак? Не. Може би рекол да не сака твојот господар да се жени? Не рече ништо. Ама сепак ти си видел кај него и други фракови, та тој шие и за други. Да, кај него висат многу фракови. Туку сепак чојата им е секако многу полоша отколку мојата. Да, вашата чоја повеќе прилега. Што велиш? Велам, вашата чоја повеќе прилега. Добро. А кога беше кај него, да не кажа, може би, да не рече нешто случајно, што ќе му е на твојот господар, да речеме фрак, од така фина чоја? Не. Не зборуваше ништо за тоа, да речеме да не сака, да речеме еве твојот господар да не сака да се жени? Не рече ништо. Добро, оди си сега. Степан! Ама сепак ти си видел кај него и други фракови, та тој шие и за други. Да, кај него висат многу фракови. Туку сепак чојата им е секако многу полоша отколку мојата. Да, вашата чоја повеќе прилега. Да. А кога беше ти кај него, не те праша ништо за тоа, да речеме што ќе му е на твојот господар, да речеме фракот така фина чоја? Не. Не зборуваше ништо за тоа, да речеме да не сака твојот господар да се жени? Не рече ништо. Ти секако си му кажал каков чин имам јас и каде работам? Му кажав. И што рече тој на тоа? Вели, добро, ќе се потрудам. Добро. Ајде оди си сега. Степан! Степан! А купи ли боја за чевли? Купив. А каде ја купи? Во она дуќанче во кое што ти кажав, она на Вознесенски проспект? Да, токму во него. Добро, оди си сега. Абе, Степан! Степан, ама добра ли е бојата? Добра И е. од каде знаеш? Се обида да ги исчистиш со неа чевлите? Се обидов. И сега светат ли? Светат. Светат. Ајде, добро, оди си. Степан! Степан, ама кога тој продавач од тебе ти ја продаваше бојата, не те кажа ништо, не те праша нешто за тоа што ќе му е на твојот господар, да речеме, баш таква боја? Не. Не рече ништо, а не те праша ништо за тоа, да речеме, да не сака твојот господар да се жени? Не рече ништо. Добро, оди си сега. Степан! Ај, оди си сега. Дојде стројничката. О, здраво, живо, Фјокла Ивановна. Како си? Седи, ајде раскажувај, седи, кажи како е, а? Како се викаше она Меланија? Агафија Тихоновна. Да, Агафија Тихоновна.
Ама сигурно е некаква 40 години стара мома. Ама како 40 години стара мома ви срамувам? Па... Ке видите штом ќе се ожените. На сите ќе ме фалите и ќе ми благодарите. Ти лажеш, Фјокла Ивановна. Стара сум јас да те лажам. Без лаже. А миразот? Колкав е миразот? Миразот. Зидана куќа во централниот дел на Москва. 2 дрвени куќи во дворот. Едната на зидан темел, другата на дрвена основа. Зеленчукова градина во Виборшкиот кварт. Винарска визба. А таа? Каква е таа? Како изгледа? Како капка. Многу е убава. Бела, румена, како шекер. И ќе бидете вака до овде задоволен кога ќе се ожените. Туку секако таа не е некаква офицерска ќерка, нели? Керка е на трговец од трета гилда. Ама пак таква е што ни генерал не би посрамила. А пак во недела, кога ќе облече свилен фустан, така шушка, жими Бога, само шушка. Вистинска княгиња. Токму затоа те прашувам јас, затоа што сум надворен советник, експедитор по служба, ме Ма разбираш? разбирам како да не разбира, па имавме ние еден надворен советник. Ама не ни се допадна. Имаше една мана тоа да си подлажува. Таква му била волјата Божја. А освен ова, има ли некои други? Ма какви сакаш други? Ова е најубавата. Неке е белки, сега најубавата. Ама цел свет да го шеташ ваква нема да најдеш. Добро. И јас ќе си подразмислам. Ајде дојди ти задутре. Јас исто вака ќе си полежам, ти исто вака ќе ми подраскажеш. Не може така. Видиш сега, јас 3 месеци доаѓам тука, тој си седи во халат, се пуши лулен, тоа не може така. А ти без друго мислиш дека ова женитбава исто како Степан, додај ми ги чевлите, ќе ги навреш на нозе, па ќе ги облечеш. Па не оди тоа така, треба да се подразгледа, да се подразмисли. Да се подразгледа, треба да се подразгледа, да. Е па затоа, види колку е убав денот. Заповедај, нека ти го донесат палтот, облечи се и оди, подразгледај. Сега да одам, па ти не виде колку е облачно. Веднаш ќе излезам, ќе заврне. Виж сега за тебе ке е лошо. И веќе и бели влакнат излегли и наскоро со се ми не кечиниш за машка работа. Што глупости тресеш? Кај се фати сега за белите влакна? Каде имам бели влакна, каде имам? Ама како да немаш бели влакна кога човек за тоа живее? Види го ти него, те оваа му чини, те онаа не му чини. Ние ќе најдеме такви ергени што нема ни да се опулиме на тебе. Големо чудо што е некој надворен советник. Јас имам во предвид таков генерал што ти не си му ни до рамото. Знаеш какви е полети има? А има еден глас вака зборува како труба. Работи во адмиралитетот. Лажеш ти, лажеш! Каде ги измисли белите влакна? Каде имам бели влакна? Степан, донеси ми го огледалото. Сега ќе се погледнам да видам дали имам бели... Чекај, Степан, јас ќе појдам. Бели влакна, ќе ти давам јас на тебе бели влакна. Каде е Подкаљосин? Што бараш ти овде? Слушај, за каков дјавол ме ожени ти мене, а? Па што, законот Рисијански го исполни? Законот сум го исполнил. Големо чудо жена, да не може без неја. Ти ме моле се, ожени ме, Фјокла, ожени ме, на! Ти вештице стара. Што бараш овде, а? Да не сака Подкаљосин да се жени, а? Па што, Господ пратил благослов. Како не бе, Господ пратил благослов. А види го никакви од мене ништо не ми кажува за тоа. Те молам убаво скришум, а? Ајде, кажи ми ти сега мене, како, што и се друго. Момата, дворјанка ли е, керка на чиновник, од трговската средина е, како ја викаат? Агафја Тихоновна. Агафија Тихоновна Брандахлистома? Не Купердијагина. Да, Купердијагина, да. А живее без друго во Шестолавочната улица? Не бре, поблизу кон Пески во Милната. Да, мислев на Пески, да, Милната улица, да. А она дрвената куќа веднаш до винарската визба? Не, до винарската визба. Значи вака, кога ќе тргнеш право. Право пред тебе будката. Лево од неа има дрвена куќа, таму живее шивачката. Не таа. Одма до дрвената куќа има зидана куќа, таму живее. Агафија Тихоновна, момата за мажење. Аха. Е, па добро.
Ајде сега можеш да си одиш, не си повеќе потребна. Ајде. Ма како да одам јас, ти да не сакаш да ја договориш свадбата? А јас нормално кој друг, јас самиот, ајде. Како така ме достави се тоа, не се машки работи? Ама ајде оди кога ти велам, кога не разбираш ништо, ајде оди. Ама пусти ме, немој лево така да ми го земаш, Ама немој. јас сам, ајде. никако не- Ајде те ама молам, немој јас сам. никако Ама не ајде те крене. молам, ама ајде те молам, Пусти излегувај ме. надвор кога ти велам. Пусти Излегувај ме. надвор. Брате, оваа работа не може никако да се одложи. Да одиме. Ма не, јас само така, јас ништо не сакам. Ама зашто се сесуваш? Не стресувај се. Јас сакам да ти оженам што нема ли да се сетиш. Ете, овој миг да појдеме кај моматот, ќе видиш како сето тоа веднаш ќе се сврши. Токму работа, веднаш сега овој миг да појдеме. Ама зошто? Што те спречува? Размисли сами. Што имаш ти кога што си нежен? Погледни ја твојата сука. На што личи? Не, она му е да изчистен чевел, она му е да кнасен ијаде. Цел куп тутун на масата. А и ти, брате, цел ден седиш дома, пружен како тембел. Добро, тоа е вистина ред кај мене, нема го знам јас тоа и самиот. Ете, гледаш што самиот разбра. Сега представи си, ќе си се ожениш убаво и овде ќе си имаш едно канабенце. Некакво кученце ќе си трчка околу. Вратче, трначе, кафе, ракотворби на секаде. И представи се седиш ти така на канабето и до тебе ќе си приседе женичката и онака убавичка само со раче до малце ќе ги... Просто, брате, кога ќе помислиш само какви рачиња имаат тоа женичките, просто, брате, како млеко. Ама што зборуваш, како тие да имаат само рачиња, имаат тие, брате... Јаво ти знаеш што ли да имаат. Право да се кажам, јас не сакам кога до мене вака седи некоја рука. Ете, гледаш? Ете сега остави на сето тоа само да го средим. Што се однесува до свадбениот ручек, јас сето тоа веќе вино. А шампајско помалку од една дузина, брате, никако не може. А свадбениот ручек? За свадбениот ручек, јас знам еден мол од дворската кујна. Така ќе не нараним кучето ниедно што не ќе можеме дури да станеме. Но кога ти така пламено се фаќаш за работава како на вистина да ќе е веќе и свадбата. А зошто да не? Па ти си согласен. Јас не, јас не сум, се уште не сум сосема, не сум согласен. Па ти пред малку се согласи. Не, јас само реков дека не би било лошо. Ама, зошто? Кажи ми зошто, брат. Не ти се допаѓа животот на женен човек? Не. Ми се допаѓа. Па тогаш што ме спречува? Ништо не ме спречува, само така. Чудно ми е. А што е чудно? Како да не е чудно? Па вестен бе влеженец, сега одеднаш женет. Абе како не ти е срамно? Не, јас гледам дека со тебе треба да се разговара сериозно. Ќе разговарам како татко со син. Погледни се. Погледни се убаво како што ме гледаш сега мене, погледни се. Што представуваш ти сега? Ништо, трупец, немаш никакво значење. Погледни се, погледни се. Погледни се убаво, што гледаш таму? Што гледаш? Одговори ми што гледаш. Глупаво лице, ништо повеќе. Сега представи се. Ќе си се ожениш убаво, околу тебе ќе си имат дечиња. И тоа не 3 или 4, туку може би дури и 6. И сите ќе прилегаат на тебе како јајце на јајце. Ти си сега надворен советник, експедитор по служба, сам го раководиш целиот департмент, ѓавол ќе да знаеш што ли не работиш уште. Ама представи си, тогаш околу тебе 6 мали експедиторчиња. Сите трчкаат наоколу и туку едното ќе дојде, ќе ти испружи речињата и ќе почне да те гали по кембардите, а ти не само како кученце, милост ќе му правиш не ми е тоа убаво, а? Просто, брате, тоа е навистина. Тие се само големи невирковци, сега расипуваат и ми ги разфрлуваат сите актори. Ќе ги расфрлувале актовите. Па што, нека се палават. Сите ќе прилегаат на тебе и тоа е најважно. Навистина, тоа е дури и смешно. Ѓавол да го земе вртибушка некоја кута, на некоја веќе ќе приличи на мене. Ама како да не е смешно? Па се разбира дека е смешно, се разбира. Ајде Боги, Не мислиш ли дека е подобро да го облечем бибите, нека? Глупости, Иван Кузмич, па тоа е се едно. Види колку лошо ги колоса лајаките, проклетата перачка никако не стојат. Еве сега. Ма ајде брате, што туку се врткаш. Еве сега веднаш само да знаеш што е Јапомич? Најдобро оди ти самиот. Ама ти си полудел! Ма како јас самиот одам? Па кој од нас двајцата се жени, јас или ти? Ама навистина некако не ми се оди подобро утре, а? Ама не ли си ти подлец? Не ли си свиња? Зошто ме ругаш сега? Ама како да не те ругам? Па прво историја јас да се мене сама што ти историја јас? Ама глупак си. Ај ти си навистина Ама многу си глупак си, добар. разбери ми, Абе Иван. тој боли ти се умот, однаш тој мој
пак се дивам. Добро, што се разбере скал. Идам. Пак ми се покажува пат, тетенце. За мене се интересира некаков крал Каро, солзи, љубовно писмо. Од левата страна кралот Спатија покажува голема наклонетост, но некаква злобница пречи. А кој мислиш ти дека би можел да биде кралот Спатија? Не знам. Јас знам кој! Кој? Еден добар трговец од Каеними, Алексеј Дмитриевич Стариков. Тој сигурно не е. Можам да се обложам во што и да е дека не е тој. О, Агафија Тихоновна, немој да спориш, Агафија Тихоновна, косата му е таква, руса, нема друг крал Спатија. Не е така. Кралот Спатија, значи овде дворјанин. Каде е трговецот, а каде е кралот Спатија? Агафија Тихоновна, не би го рекла ти тоа да беше Тихон Пантелеймонович, твојот татко жив. Ке треснеше со раката по масата и ке вреснеше. Па лукав јас, вели на кој што се срами да биде трговец. Нема да ја дадам керка ми за полковник. Нека го према до други. Ај ми синот вели, нема да го дадам на служба. Што, вели, зарем трговецот не му служи на царот како и секој друг? Па кога ке треснеше со раката по масата, Агафија Тихоновна, а раката му беше како лопата, страшно нешто. Сега, право да зборуваме, тој ја упропасти мајка ти, инаку покојницата ке поживееше подолго. Па да не сакаш сега и мене да ми се падне таков здолмаш. За ништо на светов нема да се омажам за тргот. Па еве Алексеј Дмитриевич не е таков. Не сакам. Тој има брада. Кога ќе почне да јаде, се ќе му капа по брадата. Не сакам. Каде ќе најдеш добар дворјанин? Агафија Тихоновна, кажи ми ти мене, каде ќе најдеш добар дворјанин? Не можеш да го најдеш на улица. Ама Фјокла Ивановна ќе го најде, тетенце. А таа бети да го најде недобриот. Ама тоа е лажга, миличко моје. Отвора уста. Не, Арина Пантелеймоновна. Грев ќе ми се пише на душата да ме клеветите така напразно. Ивановна, кажи ми, има ли нешто зборове, разказваш што Има, мајкина. Чекай само да дојдам да здивам. Колку си истоштив. По твоја наредба, сите куќи ги изонев. Талкав, по канцеларии, по министерства, се јакав по стражарници. Знаеш дека за малку што не ми испретепа? Живи Бога, она старичка што ги ожени аферови, ми приде па ми вели: ти, ваква, таква, нема кој го земаш, држи се за својот кварт. Чекај, викам јас. Јас, за мојата господица, готова сум да направам се. Затоа пак какви ергеди ти знајдов. Поправо од кога е светов и веков немало такви. Ете уште денес некој од нив ќе ти дојдат. Јас наминав нарочно да те предупредам, ама... Како така денес? Душо моја Фјокла Ивановна, па јас се плашам. Па не плаши се, мајкина. Па тоа е обична работа. Ке дојдат, те погледат и ке си одат. А и ти ке ги погледаш нив, па ако не ти се допаднат дека си одат со здравје. Еве ке без друго, добри си нашла. А колцина се? Мнозина? Па ке ги има горе долу 5 мина. Ама што се препали така, мајкина, па така подобро се избира, ако едниот не чини, другиот ке чини.
А што се тие? Дворјани? Дворјани? Се едниот подобар од другиот. Такви дворјани се што досега немало такви. А какви се да? Какви? Сите ли сте дворјани? Сите до еден. Првиот! Балтазар Балтазарович Жебакин. Чудесен ерген, работи во морнарицата. Каква му е косата? Убава коса! А носот? Убав нос. Вториот! Иван Павлович Кајганам. Како? Кајганам. Такво му е презимето? Презимето. Третиот! Никанор Иванович Анучкин. Чудесен ерген, деликатен, а устните му се душо моја како малина. Вистинска малина. Кого имаш уште? Па, имам уште еден надворен советник под кај Јосин, ама за него не ми се зборува баш. Кого имаш уште, де? Па ти тука ми изброи само 4, а претходно ми зборуваше за 5 мина. Види, а ти не иде како ја прифатила, а пред малку се препали, а? А што имаш ти од тие твои дворјани? Нека се и 5 мина, нека, ама еден трговец вреди како сите тие заедно. А не, Алина Пантелеймоновна, еден дворјанин ужива поголема почит. А па што ако ужива поголема почит? Еве, например, кога Алексеј Дмитриевич во Шубарот сам ќе пројури во сам, А дворјанин сој политик ќе му излезе во пресред, па ќе му рече тргни се простачиште од патот или симнија простачиште шапкат. а трговецот ако сака нема да му даде кадифе. И тогаш дворјанинот ќе шета голичок, нема што да облече. А дворјанинот ќе го излезе со сабја. А трговецот ќе го тужи во полиција. А дворјанинот ќе го тужи кај сенатор. А трговецот кај губернатор. А дворјанинот, А трговецот. а дворјанинот, А трговецот. Тие се? Кој тие? ергените. Господи, сите светци, смилувај ми се нам на грешниве, па во собава ништо не е прибрано. Дуњаша! Дуњаша! Побрзо чиста покривка. Детенце, абе јас само студентско госука. Ама оди облечи нешто, Агафија Тихоновна. Ама детенце, па ни облеката не ми е испеглана. А Боже, Господи, немој сега да не запусниш, Агафија. Облечи нешто, облечи нешто. Обличи нешто, па Алина Пантелеймоновна, смирете се малку. А Дуњаша, а покани ги и помоли ги да почекаат. Деветдесетата година, кога со ескадрата бев на Сицилија, Каква е, дозволете да ве прашам Сицилија? Сицилија, Ете, вие повелите да кажете Сицилија. Убава ли е таа земја? Сицилија. Сицилија? Сицилија каква? Крајата можем да кажем восхитувачка, планини, каменки, и насекаде, италијанчички, таквите пателучиња, што просто ти се сака да ги бакнеш. Добро ли се образовани? Италијанчичките. Италијанчичките? Добро, најдобро што може. Кај нас така се образовани само графитите. Дозволите, јас би сакал да ве обеспокојам со уште едно прашање. На кој јазик се изразуваат во Сицилија? Натурално, типи на француски.
Сите господици натурално зборуваат француски, сите дуелина. Ние еден руски збор, ама вие може би нема да ме поверувате. Ама аз там бе 34 дена. И можем, със сигурност можем да ви кажем дека ни еден збор од нив не чув на руски. Не чув еден руски збор. Господине, ама аз не зборувам за сеньорите, офицерите, дворяните. Ами аз зборувам за обичниот тамошен селане. Без друго интересно. Како што гледам таа земја Сицилија. Сицилија. Ете, вие рековте селанец. Што прави селанецот? Како бе тој? Истрија е сосема како и рускиот селанец. Широко рамениците. А ја ора земјата или не? Не можем да ви кажем. Не сум забележал дали е орат или не. Ама што се однесува за шмаркањето на бурмот, не само што го шмркат, туку го стават в уста и го джвака. Животот во тугите краишта е боште интересен. Мене ми е многу пријатно да се ставам со човек што видел многу свет. Дозволите да прашам, со кого имам чест да зборувам? Поручник, во мирување, Ботазарович, Жемаки. А се извинувам, со кого јас имам чест да се изјаснувам? Таа должност е екзекутор во департамент. Иван Павлович Кајгана. И јас и то така подкрепям. Станувам сабајката и знам дека ќе ме чека толпа и си мислам, ми дај подкасне сино, век ми чек со харинга. Речина вие не ме разбирате добро. Кајгана, тоа е моето презиме. Извинете. Најмалко извинете. Ама јас помислив дека вие побелите да кажете дека сте Израел. Кајгана. Тоа што направам? Веќе сакам да го молам генералот да ме дозволи да се викам Кајганки. Ама моите ме отвратија. Веха, ке личело на кучкин син. Па тоа сепак го има, знаете. Кајнец, во нашата морнарица, па сите имат чудни презимиња. Помејарин, пијаничиштин, поручник Гнилов. А имаше еден заставник, и тоа многу добар заставник, морам да ви кажам. Ма просто се презиваше Дупче. И сега капетанот можеше да му речи, еј ти Дупче, дојди вам. А некогаш знаеше и да се пошегува со него. Ах ти Дупче, едва ќе му речеше. Дали имам може би чест да разговарам со татенцето на убавата домакинка на куќава? Татенцето? Не сум јас татенцето! Јас немам жена! А вие работите тука? Ќе донесете еден чај? Јас не работам тука. Чај да ви донесам. Со чаја англиска, кој сте вие што барате тука? Од прошетката поминав случајно тука, но од прошетката. А вие ви се воламе што барате тука? Јас сум тука службено. Службено, ајде се воламе вие тргнете натаму, вие тргнете натаму. Се извинувам! Сега јас одовме да ме прашам. Дали сте вие, може ли, татенцето на младата девојка? Татенцето! Како татенцето? Вие сте татенцето! Како татенцето? А која е причината што вие повеливте да не почестите со своето присуство? Јас од вестниците разбрав дека сакате да испорачате граѓа и трба за огрев. И бидејќи работам како екзекутор во департамент, решив самиот да дојдам и да видам за каков вид трба се работи, во какво количество го имате и до кога сакате да го испорачате? Макар што не превземаме никаква
Василий Фераци, се радуваме на вашето присуство. Како се викате? Колешки асесор Иван Павлович Кајна. Молам најпокорно, повелете, седнете. А која е причината што вие повелихте да ме почестите со вашето присуство? Станувам савај и гледам уровно следам долгото петрадијата да подкаснам нешто, мислам дека беше векничето Хајнга. Кога гледам најнеш, од нигде никаде вестник. И се ми нададе прв прочитам од того вестничето што пишува и гледам некога. И читам дека граѓа би требало. Господице, граѓа би требало. А напол сонцето печи, на секаде треничка и си мислам, живаки, станувај, прошетај и искористи го денот. И така тренам на кај господице, знаете, А како се викате? поручник, номерување, Балтазарович, Живаки. Знаете, ние имахме още един Живаки. Ама той мореше много по-бързо да отига мирување знаете по мурналицата. Некако чудно му имаше поминато некако вкусно, знаете, на кеколетното. И знаете, ширичката му се мораше да му потрекне. И знаете, той мораше много по-бързо да отига мирување от нас госпогице. Молам најпокорно, повелете, седнете. А која е причината што вие повелихте да не почестите со вашето присуство? Па... соседи сме, наоѓајќи се во блиско соседство. Да не живеете вие, може би, во домот на трговката Тулубова, од спротива на улицата? Не, јас уште живеам на Пески. На Пески, но имам намера со тек на време да дојдам во овој дел на градот, тука некаде. А како се викате? Никанор Иванович Анучки. Молам најпокорно, повелете, седнете. А вие? Не ме познавате? Илја Помич Кочкариов, ама ние сме роднини. Жена ми, мојата сопруга, постојано зборува за вас. Не ме препознавте? Госпогице, и вие не ме препознавате? Јас мислам дека никогаш не сум ве видела. Ама како така, сетете се, па сигурно некаде сме се видели. Не можам да се сетам. Или... Да не случајно сме се виделе кај Бирјушкини? Имено, токму кај Бирјушкини, да. А вие сигурно не знаете што и се случи. Како не? Се омажи? Не, да се омажеше тоа ќе беше добро. Туку си ја скрши ногата. Да. Знаех дека такво нешто се беше случило, дека или се омажи или си ја скрши ногата, да. Колку страшно си ја скрши ногата! Се рекла доста тоа. Очица! Полара да ме опијана! Чезата се превртила, таа паднала, толку страшно си ја скрши ногата! А вие, господине! Дозволете, за малку ке забораве. Мојот пријател, Иван Кузмич. Како му е презимето? Подкаљосин, тоа му е презимето. Подкаљосин, надворен советник, експедитор по служба, скоро сам го раководи целиот департмент. Директорот е така, само Радичинот поставен. Целата работа ја врши тој. Иван Кузмич Подкаљосин. Молам најпокорно,
Повелете, седнете. Чудно е! Чудно е времето денеска. И сутринава сосема мирисаше на дожд. А сега... како да се разветри? Да. Токму вакво време на ништо не личи. Понекогаш е ведро, а понекогаш сосема дождливо. Навистина непријатно. Ете така, на Цицилија, господице, кога бевме со нашата ескадра едно пролетно време, стануваме са бајнека и гледаме сонце. И кога најдеш чудо чудесно, дождец, ще го гледате. Господице, защо така сумничаво ме гледате? Ама господице, аз ви кажу, значи навистина, станувам са бајле, гледам сонце и кога најдеш чудо, дождец, ама господице, защото не ми поверувате вие, ама господице, навистина, дождец беше. Најнепријатно е кога во такво време човек седи сам. Да жене човек, тоа е друга работа. Не е изненадено. Но, ако е човек сам, тогаш тоа е просто смрт. Вистинска смрт. Да, така може да се рече. Како не, да се покае што си жив, да не даде Господ човек да попадне во таква ситуација. А како би постапиле вие, господице? Доколку би требало да го одберете вашиот кандидат, дозволете да го разбереме вашиот вкус. Извинете што јас вака направо, но каква служба? Според вашето мислење, треба да има вашиот баш? Господице, извинете малко, дали вие предпочитате за маж човек кој што ги запознал морските бури? Не, јас мислам дека најдобар маж е човекот кој што рече си сам го управува целиот департмент. Зошто такво уведување? Зошто вие сакате да го пренебрегнете фактот дека човекот кој што макар не служел во морнарицата има познавање за високото општество? Господице, решете вие. Одлучете вие, ага. Навистина ми е срам. А јас ќе си одам. Навистина ќе си одам. Ете, затоа не ги сакам стојникувањата. Сега ги поката гадањето. Не може денес. Поведете, утре да кажа чај. Па нема да утре, поведете, здај утре да кажа чај. Ми смо требала да пропиете чаша чај. Ете, работата е едноставна, јас сум работен човек.
Немам време. И зашто си отиде? Нешто се случи? Да е нещо във вашата суданска ситуацията. Пространството. Господа, јас ќе дигнам да видам што е. Ќе ми кажам, гледам. Моите јас сакам да погледам. Дайте ја може да дигнам. Господа, Дайте да дигнам. ништо не земја, господа. Нешто се бене, жена ми е петница, ние не се знам. Господине, јас не може да дигнам. Господине, јас не може да дигнам. Господине, пак не би да може. Како? Домакинчето убавко, а? Много ми се допи. Домакинчето. Султа домакинче. Ангел. Зајч. Изгоре земјата. Ангел. Домакинчето да го фатиш на вишти. Абе го вида во обравчињата. Капка. Да го подцрвениш, да го А подцрвениш. очињата, а? Сивејци да го направиш во обравчињата. Модринки, Да го модринки. сучиш, да го Носот ти е голем. Што? Носот ти е голем. Како, чекай. Абе, оди таму. Малце носот. Домакинчето. Какви домакинчинчи не е? Не, Домакинче. Не, тоа се прашувам, запознаена ли е таа со однесувањето на високото општество? Па знае ли таа воопшто Француз? Господине, најучтиво да ме праша. Зошто ви е момичево да знае француски?
Една мома треба просто да знае француски. А без француски ниту она, ниту ништо не... Господине, ама зошто вие не си поразговаравте со момичево на француски? Вие мислите дека јас знам француски? Не! Лесно беше да се научим француски кога бев дете, ама некој требаше да ме изшиба и татко ми беше гнаса, беше скот, идиот. Јас сега ќе знаев француски ако ме изшибаше, ама вака не знам француски. Домакинчево. И сега ние што чекаме овде? И како? Домакинчето убаво, а? Не. Мене признавам, таа не ми се допаѓа. И како така? Ти пред малку се согласи дека е згодна. Па така, некако не е некако како што треба. Носот ти е долг. А и француски не знае. А зошто ти е тебе француски, ако смеам да те прашам? Па сепак една мома треба да знае француски. А зошто да е? Зошто? Па затоа што сега не знам зошто треба да знае француски, ама некако нешто ке и недостасува. Го тропна тоа еден шутрак пред малку, а ти го прифати како жива вистина. Да бе, момата е убавица, просто убавица. И таква мома не наоѓаш никаде. И мене, од првин таа на вистина многу ми се допадна, ама потоа овие кога почнаа да зборуваат долг нос и јас погледнам подобро и гледам и самиот. Носот ти е долг. Долг. Аха. Токма кеден, ништо не ти чини. Таа е убавица, погледни ги само очите. Зборуваат, дишат. А носот, јас не знам каков нос е тој. Белина, алабастер. Алабастерот не му е рамен. Јас ќе ти кажам уште еднаш, таква мома не наоѓаш никаде. Сега јас пак како да гледам како таа да ми е пак убава. Те гледаш, се разбира дека е убава. Ајде сега, додека ги нема другите, да одиме насаму, да се изјасниме и да ја завршиме работата. Тоа јас нема да го сторам. А зошто? Каква безобразност е тоа, па ние сме мнозина, нека се избере самата. Ма што има ти да се обзрнуваш на нив? Слушај, да не се плашиш од соперништво, а? Ако сакаш јас, само за еден миг ќе се ослободам од сите нив. Како ќе го направиш тоа? Тоа си е веќе моја работа. Само вети ми дека после нема да ми преташ. Зошто да не ти ветам? Ке ти ветам. Повели, јас не одбивам, сакам да се женам. Раката. Еве. Само тоа ми требаше. Извини само една секунда. Ти пред малку она со носот сериозно беше. Сега, зошто со носот? Сега нели се договоривме, мислам. Ама не се договоривме ништо, тоа не е до носот. Тоа е тоа ти овде, тоа за шутрак. Затоа шутрак си. Па е шутрак пред малку кажа носот е долг и ти носот е долг. Француски не се мора, француски не знае. Како? Слушај, немој да се подведуваш под нив. Некој утре ќе каже дека не знам, ќе каже дека на шинелот и фали едно копче. Од кај отиде сега? Од кај шинелот како? Как ќе Како ќе почнеш, ќе леташ на цела
Москва таква Ти жена ке нема да леташ најдеш. како вампир, Е, ке си го бараш слушај, дело. ти, молим те, не, носот ти буду, некој ќе каже од нив дека е мртва душа. И тоа Ама кај одиш, да не те разбирам, ти па шо, Ана Каренина ти да нека Ана Каренина, сакаш ти да не си кров од прозор. Јас Белото циганче. Јас сум белото циган, ти си баба Муло, така да знаеш. Баба Муло си Муло. Точно тука во куќава на Агафија Тихоновна најдовте ли да се карате, бе? Да ви ебам мајката, бе! И на двајцата! На кој мајка? Бе, Пичка ти мајчина да ти ебаме! Да ти ебаме газа, пичката мајчина да ти ебаме! Господа, а да немам сите поеднаш во газот. Шо ме гледаш, море? Келја, нос, шо ме гледаш? Абе да ви гледам племето, синцинето, семето да ви гледам, море, копилина, ќе ви печам цукурово манџата, ќе ви гледам племето, ќе ви гледам, ме гледам по раучи. Абе, луѓе спијат! Море, таруно! Да ви ебам мајката, да ви ебам стопанката, да ти го набирам, го бијат луѓе! Дали се сеќаваш кога прв пат се сретнав? И кога ме гледаше правејќи се дека не ме гледаш? И кога јас те гледав како да не те гледам и кога ти реков тоа што ќе го прашаш за мене, оно е за да го прашуваш. И кога потоа се државме за раце како живиот оган што се држи за огништето. Дали се сеќаваш кога се враќавме дома и кога пред да не наврне дождот, ми рече: Младна првата капка, почеток на поплави, доаѓа водата што е корен на секој корен, што е фитил во зрното, во играта, во ципата, на кој се подготвува светска експлозија. Дали се сеќаваш кога ја отвори вратата, покажувајќи ми колку е убав напор денес? И кога јас ти реков дека и дома е убаво, и убаво е секаде каде што ти престојуваш. Ти рече: поглед, а мислеше те гледам. Јас ти реков гледам, а мислев ме гледаш. Дали се сеќаваш тоа што ќе го прашаш за мене? Оно е за кој се уште прашуваш. Колку е тешко да се избере? Навистина колку е тешко. Не се само двајца, туку четворица се. Е сега како ќе повелиш, така и избирај. Никанор Ивановиќ не е грд, макар што е навистина слабичок. И Иван Кузмич не е грд. Право да зборуваме, и Иван Павловиќ, иако е дебел, е навистина многу личен маж. Балтазар Балтазаровиќ пак е маж со многу достоинство. И сега ајде да избери ако можеш. Ако
би се ставиле кон носото од Иван Кузмич. И ако би се взело малко од непринуденоста на Балтазар Балтазарович и само малко од дебелината на Иван Павлович. Тогаш јас веднаш би се решила. А вака, ајде да реши се ако можеш. Просто главата почна да ме боли. Најубаво земете си го Иван Кузмич. Најдобар е од сите. И што се исплашивте? Нема од што да се плашите. Вие сте наслушувале? Мене ми е срам! Ама свои сме, роднини. Од мене нема што да се срамите. Ајде. Ајде, открите го вашето лиценце. Мене навистина ми е срам! Ама навистина. Земете го Иван Кузмич. Ама зошто? Затоа што тој е восхитувачки човек. Како Иван Кузмич? А другите? А Никанор Иванович? Па и тој е исто така многу добар човек. Ама немојте ви се молам. Тој е никој ништо спрема Иван Кузмич. Како никој ништо? Зошто? Па затоа што Иван Кузмич е човек. Иван Кузмич е човек како што нема да најдете. Ама како така? Балтазар Балтазарович? И Балтазар Балтазарович е никој ништо. Сите тие се никој ништо. Тазар? Баш? Сите? Сите, дојде. А Иван Павлович? Сакате да бидете испретепана веќе вториот ден по свадбата, а? Па тоа е таква несреќа што полоша не може да биде. Како не? Како не? Полошо од тоа не може ни да се замисли. Значи, според вашиот совет, најдобро е да го земам Иван Кузмич. Иван Кузмич! Се разбира, Иван Кузмич! Значи, вие мислите Иван Кузмич? Секако! Иван Кузмич, никој друг. А како? А зар на другите да им откажам? Не! Откажете им што? Како да го сторам тоа, па? Некако ми е срам. Кажете им! Кажете им просто! Ајде напор, глупаци! Ама тоа ќе биде веќе ругање. Па што? Вие нема да ги видите никош повеќе. Не ли е тоа се едно, а? Ама, мене ми е срам, па тие ќе се налутат. Одем работа ако се налутат. Најлошото нешто што може да ви се случи е некој да ви пукне в лице, тоа е се. Ете, гледате! И што од тоа? Што од тоа? Јас познавам еден многу убав маж, со румени образи. Вес ден му се подлижувал на шефот да му ја покачи платата, додека на овој на крајот не му здодајало и му пукнал право в лице. Еве ти го навели твоето покачување и да не ми излегуваш повеќе пред очи сото на една. Платата сепак му ја покача. Не, јас да разбирам шамичето да ти е некаде далеко, ама тоа ти е тука во джебот, земи го, избриши се. Значи вие мислите Иван Кузмич, а? Да, Иван Кузмич, сега. Иван Кузмич? Иван Кузмич, да, ми кој? Значи Иван Кузмич. Иван Кузмич, сега.
ми не достига само едно. Другачка во животот. Сега јас ја најдов таа другачка во животот. Таа другачка сте ви. У таа нека коли и суви германки. Има и ова, има и ова. Кажете ми направо. Да или не? Јас сум уште сум многу млада, јас уште не сум спремна да се мажам. А зошто тогаш не се молам? Стојничката се растрчала наоколу? Или вие? Може би сакате да кажете нешто друго, а? Изјаснете се! Да или не? Госпогице, јас може дојдов малку порано, ама овде гледам имало и други. Моето почитување, Иван Павлович. Кај го на? Удари се за твојата почит. Па тогаш, како госпогице? Кажете само еден збор. Да или не? Јас може би дојдов порано отколку што треба или отколку што повела долгот на пристојноста. Моето почитување. Па тогаш, госпогице, како? Јас сум вработен човек, немам време. Да или не? Ама не треба. Како не треба? Во каква смисла не треба? Да или не? Ќе ме претепа! Како ќе ме претепа? Што значи тоа? Ќе ме претепа? Така, врнеше без престан през тој ден, а ти одеше насмеана, намирисана, макепсана, од крупните капки на доза, Агапија. Агапија, врнеше без престан през тој ден, а ти одеше насмеана, намирисана. Агапија, кој ти овој? Кој е овој, Агапија? Агапија, имаш нешто за овој? Кој е овој? Се сеќаваш ли Агапија? Врнеше без престан. Јас ми ја пишувал оваа поезија. Ова поезија е моја, јас сум ја пишувал до 3 наутро. Како е? Јас ми ја пишувал оваа поезија во 4 часот наутро. Не се ути што ти велам ти, зашто ти го велам на сите што ги сакам иако не. Не сеќаваш ли Агапија? Врнеше без престан врз тој ден, а ти одеше насмеана, макепсана, под крупните. Агапија, јас имам 4 дуќани на Широксокот, Агапија. Јас имам куќа на море со поглед, ќе бидеш принцеза, ќе уживаш, ќе се сушиш. Јас ако радам веќе тука на зборуваме площадко за. скопи тука ќе и дам. Глисе имам, ќе можеш да се возиш. Кој е? Абе дај кој со ова заради ова будала ти. Ај видио која би тука Те молам да ме нервираш, да се Сега да Ферари, кажеш дека. Јулија моја, најмила моја, најсрамна моја, ти си мој живот, ти си мој сон, ти си мој вејан, ти си се што секогаш сум посакал, љубов моја. И следувам, ти во еден ден не сте ме животот, љубов моја. Јас, љубов моја, не ме љубав, љубов моја, ти си мој живот, љубов моја, јас сакам да ви направам се, љубов моја, јас не ме љубав, верувај ми, тоа си мојто, ти си мој последен момент, не ме љубав, секогаш моја, смирено, љубов моја, јас не ме љубав, верувај ми, јас знам дека ме не сакаш да ме напуштиш од мене, јас сменам во тебе љубов моја.
Ай, прашете малко. Що ме гледаш? Прашете малко. Кажете ми, мома! Мома! Забегана е или що? А зошто? Нешто се случи? Па, однесувањето е неразбирливо. Истача, зелена вреска, ке ме претепа, ке ме претепа. Само што ги значи се тоа? Да. Тоа прилега на неа. Таа е забегана. Кажете ми, вие сте и роднина, а? Роднина ми како? А каков роднина сте и дозволете да разберам? Многу близок. Нејзината покојна мајка беше многу блиска роднина со покојната мајка на мојата сопруга. Тие дури извесно време живееа во една иста куќа, потоа татко и на мајката на мојата сопруга почина. Или пак нејзиниот покојен татко беше пак многу близок роднина со покојниот татко на мојата сопруга. Тие дури делеа некакви ливади, некакви ниви, не. Ама господа, јас не можам тоа да ви го кажам точно. Жена ми ги разбира тие работи, да таа се занимава со тоа, да. А одамна ли ја прифаќа? Уште од сосема малечка. А добро. По-добро ќе беше да е поумна. Ама и забегана е добро. Само во параграфите на приходите добро да стои. Господине, па таа нема ништо. Нема ништо. Нема мираз. Е добро зашо? Ако нема, нека нема. Со таква момичка, јас можам да живеам во малечка собичка. Како така? А дзиданата куќа? Што дзиданата
тата куќа? Господа, па таа само така се вика, зидана. Инаку изградена е само со една тула, а на средината има само некакви ѓубришта, деланки, струганки. Та што зборувате? Како да не знаете како ги градат денес куќите, само за да ги дадат во залог в банка. Туку сепак, куќава не е под залог во банката. Кој ви го рекол тоа? Кој ви го рекол тоа? Не само што е под залог, туку лихвата за 2 години се уште не е исплатена. Па како ми зборуваше бабата, стројничката? Бабата треба најстрого да ја распрашам. Дозволете јас да ви поставам едно прашање. Без да знам француски, тешко ми е да дознам дали една мома знае француски или не. Домаќинчево како? Француски знае? Ни да бекне. Што зборувате? Ама немојте, јас тоа го знам најдобро од сите. Заедно со мојата сопруга учеа француски во пансионот. Беше позната мрзливка. Професорот по француски просто со стап ја тепаше, со стап. Представете си! Јас, уште првиот момент кога јас догледнав девојкава, имав некакво предчувство дека таа не знае француски. Јас, уште првиот момент кога јас имав Дојде, маму, стара грешнице, дојде кај мене. Тука сте, значи, вие, Фјокла Ивановна. Ама ништо не разбирам, со се ме заглушивте, што? Куќава е зидена само на една цигла, а те падеше. Имало и мансарда, и кој знае уште што. Ама каде да знам, не сум ја зидала јас? Дај зидат со една цигла, за тоа така е зидале. А още тоа, таа е под хипотека во банката. Ќе волите да те земат вештицо, проклета. Види го ти него наместо да тебе да ми го додели што го седам под заштита. Па Ивановна, момава, освен тоа, не знае француски. Знае, мил мој, се знае. Француски, руски, германски, секако. Фјокла Ивановна. Как ми сакаш манири, се знае. Изгледа девојкава знае само руски. Ама подобро е руски, затоа зборува руски. Ако зборува на турски, ти ништо нема да разбереш. Дојде кај мене, дојде ради, стара грешнице. Нема да дојдам, ти си човек тежок, за ништо ќе ме натпаш. Внимавајте, гулабице! Ке си го видиш ти своето. Кога ќе те одведат в полиција, ќе видиш ти како се лажат чести луѓе. А на момата, да им кажеш дека е подла. А јас ќе ти кажам дека ти самиот си подлец. Фјокла Ивановна, јас да знаев дека ќе земете вака да мамите немаше да мојава нога прадот да го пречекори, така да знаете. Иди ги ти ми, или ги прифатило нешто, или пирнале малку повеќе. Се шетнале од глупаво учење! Господице, ајде. Господице. Шо е работата? Извинете, јас не се чувствувам добро. Ме боли главата. Те боли главата? Господице, главчето ме боли. Господице, ама вам случајно нешто да не ли се допаѓа кај мене? Ме боли главата. Господице, да ви кажам нешто. Значи, ако е заради ова малечка керавост, ма немојте да се тревожите. Ма тоа ми е од раската. Мене косата многу брзо ќе ми порасна. Мене ми е се едно дали вие имате келавост или не. Господице,
Ако го ставам црниот враг, знаете дека бојата на лицето ќе ми биде многу побела? Много по-добро за вас. Сбогом! Господице! Ништо. Само да ме прашаат нешто. Зошто? Поради што имам некако суштински недостаток? Имам некако... Тука, кај одите вие, господице? Кај одите? Шо е работата? Имам некаков суштински недостаток, имам некаква бана... Не да ме боли, Зошто? Имам некаков суштински недостаток, имам некаква бана. Зошто? Нека ми кажи, зошто? Ова ми е веќе 17-та мома за важење, ама не можам срам ли да кажам. И сега шо? Таман тргна работата како што треба и сега шо? Да си го фаќам патот назад, ама зошто? Јас разбирам. Разбирам природата со ништо да ме не грнила. Ама фала го на Господа, тоа за мене ништо не значи. Зошто? Нека ми кажи зошто? Што направам сега? Да тргам неки кукичка. Во сандачето да ги взимам стихчињата. Такви стихчиња, што ниједна жена не би можела да одолее на нив. Ама зошто? Просто умов не ми разбира зошто. И се сега приметам што треба и сега шо? Да си го фаќам патот. Ужас! Јас пак заборавив за кого зборувавте. Па ви се молам, тоа е пијаничиште. Заруште пијаница! Заколнат никаквец, ви се молам. Господине! Балтазарович! Господине! Јас разбирам, вие да ме фалите, ама со такви зборови повелете за некој друг, а не за мене. Господине, вие не треба да се жените. Како? Не треба да се жените. Зошто? Па, затоа што погледнете како изгледате. Нозете ви се како на петел. Како на петел? Да, како на петел. Како на петел? Така, како на петел. Господине, вие ја повредувате мојата личност. Господине, јас ќе ве оженам вас, ама за некоја друга. За друга? За друга. Но не ќам за друга. Сакам за ова. Ама за друга, ако сакате. Сакам за ова. Ако сакате за друга. Сакам за ова. Ако сакате за друга. Сакам за друга, ако сакате. Јас ќе ве оженам. Господине. Ама за некоја друга. Тоа било многу полесно.
Сакате ли вие, госпогице, да се возите? Како да се возам? На летување.
Е многу пријатно да се вози човек со чун. Со пријатели понекогаш се прошетуваме. Какво лето ќе биде не се знае. А пожелно е да биде убаво. А кој цвет го сакате вие најмногу, госпогице? Оно што мириса посилно. Карамфилот. На дамите многу им прилегаат цвекињата. Да, тоа е пријатно занимање. Колку е само смел рускиот народ. Како? Работниците стојат на самиот врв на куќата, зидарот малтерисува и не се плаши од ништо. А каде тоа? Па, таму долу по патот, по кој што врвам додека одам до департаментот, ја знаете секој ден одам на работа. А во која црква бевте вие минатата недела? Во Вознесенската. А претходната недела бе во Казански собор. Еве ќе биде уште малку време, па ќе биде и забавата во Екатеринховската градина. По еден месец ми се чини. Дури и порано. А без друго ќе биде весела забавата. Представете си само колку брзо. Јас дури и не го сметам денешниот ден. Денес е 8. Па 9-ти. Па 10-ти. 11-ти. 12-ти. 13-ти. 14-ти. 15-ти. 16-ти. 17-ти. 18-ти. 19-ти. 20-ти. 21-ви. 20-ти. Зошто сакаш да си одиш? Какви се тие глупости, зошто да одиш? А зошто пак да останам овде, а? Јас веќе реков се што треба. Значи има отвори веќе срцето! Те гледаш, па уште само срцето не го отворив. Добро, ти како сакаш, а? Уште пред да поразговарам за било што со неа, веднаш како гробот ведро небо да ја кажам, ајде госпогица, се оженам за вас. Добро, за какви глупости тогаш, зашто сте расправале таму повеќе од половина час? Се разговаравме за се, за се. И јас сум, многу сум задоволен, јас признавам, многу сум задоволен. Со многу големо задоволство го поминав времето. Иван Кузмич, душичке, душко, ете, процени ти самиот. Кога ќе успееме да го завршиме сето ова? Па за еден час треба да бидеме в црква на Венчавка. Денес на Венчавка! Денес на Венчавка! А зашто да не? Ти си полудел, Ама, Иван Кузмич, ти самиот кажа дека штом другите кандидати ќе бидат избркани, ти си веднаш готов да се жениш. Ама јас и сега не отстапувам од дадениот збор, не. Само не сега, веднаш бе, брате, барем еден месец ми треба да здивнам. Еден месец? Па порано не може! Иван Кузмич, душичке, те молам, би разумен, ожени се сега. Ама како бе така, брате, сега, како така сега? Иван Кузмич, еве, ако не сакаш ради себе, тогаш ради мене. Ама не можам бе, брате, незгодно ми е, многу ми е незгодно. Што е незгодно? Кој ти го рекол тоа тебе? Иван Кузмич, ти си разумен човек. Не ти го зборувам ова да ти ласкам. Не ти зборувам затоа што си напорен советник. Ти го зборувам ова од љубов. Иван Кузмич, погледни на работите со очите на разумен човек. Ама како бе така, брате, кога би било можно, да, јас би се, ама сега... Иван Кузмич, еве, јас ако треба ќе клекнам на колена пред теб. Ама зло... Еве ме, клечам, Иван Кузмич. Свиња! А, сега ругај, добро, повеле. Поглед си ти, Иван Кузмич. Ругај. Па зашто јас го правам сето ова? Зашто? За кој Иван Кузмич? Па за тебе, за твое добро. Па кој те морал да се забаѓаш со ова, а? Ајде, повели, остави ме. Еве те оставам, Иван Кузмич. Ајде, остави ме. Еве те оставам. Ама добро, Иван Кузмич, душичке. Ако јас сега тебе те оставам, ти никош нема да се ожениш. Ти додека ќе си останеш шутрак, Иван Кузмич. Не ми се потребни твоите грижи, така да знаеш. Па оди по ѓаволите. Еј, ќе појдам. Денес на Венчавка, Иван Кузмич.
Ти сами откажа другите кандидати избркани, ти се жениш. Ама јас и сега не отстапувам од дадениот збор. Не, само не сега веднаш, барем еден месец ми треба да Иван Кузмич, погледни на работите со очите на разумен човек. Ама кога би било Иван можно да... Кузмич, јас ке клекнем на колена пред тебе. Ама зашто? На колена! Свиња! Ругај, повели ругај. Поглед си ти, Иван, ругај! Свиња си, за кој го правам сето ова, Иван? Зашто? За кој? Па кој те молел да се забагаш со ова, а? Ајде, повели, остави ме. Оставам, Иван Кузмич. Еле, ке те оставам ја сега. Ајде, остави ме. Иван Кузмич, ако јас тебе те оставам, ти никогаш нема да се ожениш. Ти довека ќе си останеш шутра. Мене не ми се потребни твоите грижи, така да знаеш. Оди по јавоните. Еј, ќе појдам. Оди, ќе појдам. Да даде Господ да си ја скршиш ногата. И ќе си ја скршиш, така да знаеш. Да даде Господ пијаниот говор, да ти го продукчи крвото со рудата. И ќе ми го продукчи. Оди кај ѓавол, кај твојот стар пријател. Ќе си појдам кај ѓавол. Оди, и не ми следува продукчи. И нема да ти излезам. Имало ли некогаш ваков човек? Имало ли некогаш ваков човек? Глупак свиња! Ама јас сум глупав, јас сум подлец, јас сум свиња. Што ми е тој мене? Што ми е тој мене роднина? Што ми е? И што сум му јас тему? Што? Тетка? Свекрва? Стрина? Дадилка? Што? Немам мир ѓавол да го земе сосема. Глупаво животно. Би те фатил јас тебе и би те штракал по прстите, по устата, по носот, по очите насекаде. Бездомник, безделник, подлец, шутрак! Да клекнеме ние и да се молиме на светците. Глеј, од овие скали од прагот пеколот врие. Тема го. Со страшен бес речи и крши. Тоа беше неговиот глас. Каде е? Го чув неговиот глас што ме вика. Слободна сум. Во преградка ќе му легнам. Наградите ќе му легнам. Да клекнеме ние и да се молиме на светците. Глеј, под овие скали, под прагот пеколот врија. На тема го со страшен бес ечи и крши. Слободна сум. Во преградка ќе му легнам. Наградите ќе му легнам. Ме викна Гретке, ни стоеше на прагот. И јас дојдов кај вас, госпогице, за да ви објаснам една работа. Госпогице, ќе ве молам, госпогице, само прво вие треба да ми кажете, дали таа работа нема да ви се стори малку чудно? Што е тоа? Ама, госпогице, ќе ве молам, прво вие кажете ми, дали таа работа нема да ви се стори малку чудна, што имам да ви ја кажам. Ама јас не можам да знам што е тоа. Ама признајте ме, молам, госпогице. Признајте. Нели таа работа ќе ви се стори малку чудна, што ќе ви ја кажам? Ма, како може да ми се стори чудна? Па од вас е се толку пријатно да се слушне. Ама, госпогице, ќе ве молам.
Вие ваква работа во животот немате чуено. Сега веднаш ќе ви ја кажам, само почекайте. Вака. Работата е во тоа што јас сакав да ви кажам дека да ви ја кажам некогаш попосле. Ама што е тоа? Господица, ќе ви молам, работата е вака. Еве сега ќе ви кажам, значи, работата е во тоа што се колебам, господица. Колку е ова глупаво! Колку е ова глупаво! Ој не човек, ово е просто стара бабешка влечка. Сатира на човека, смешка од човека. Ама, зошто се колебате, де? Па така некако, господице, се некако ме фаќа сомнение. Господице! Тој сака да ви каже дека не може да живее без вас, дека толку е влюбен во вас, што прашува дали вие можете да го направите среќен. Што зборуваш ти? Господице, тој ја бара вашата рака. Ма јас никако не смеам да помислам дека можам некого да направам среќен. А всушност јас сум согласна. Одавна така требаше, господице! Господице! Дајте ми ја вашата рака, да! Дајте ми рака, господице! Дајте ми рака, господице! Дека ми раката! Кренете ги вегите! Покажете ми го работа, господице! Така е, со него треба кротко, нека гледа ни как виот, нека се радува. Така е, господице! Меѓу другото требаше да облечете пустон за повратки ракави, ама и ово е добар! Така е, господице! Ти благодарам, братко! Родениот татко не ми го стори ова за мене што го стори ти. И тата пролет, без друго, ке го поседам гробот на татко ти. Дојди! Да те плакам! Да даде Господ! Да се живеете среќно и во благосостојба! И да се изродите еден куп деца! Ти благодарам, братко, ти благодарам. Сега дури јас гледам како се ова се движи, живее и се радува. Како не ќе се радува, брат? Сега ќе одам да видам дали добро е наместиле масата. За минутка ќе се вратам. Срцево на вистина така ми чука, што е тешко дури да се објасни. Навистина? Што представував јас? Што правев? Какво беше значењето на мојот живот? А што представував? Што правев? Каков беше мојот ергенски живот? Живеев, да, живеев, служев. Одев во департаментот, ручав, спиев. Со еден збор, бев најпразниот и најобичниот човек на светов. Ке ме земат, ке ме поведат в црква, потоа ке ме остават сама со маш.
Морници ми поминуваат. Богом, проштевај. Поранешен мој момински живот. Ама сепак што и да се прави, што и да се мисли, што и да се чувствува, туку сепак некако човек го фаќа страв, кога подобро ќе размисли, се врзуваш за цел живот, за вечни времиња. Еве за една минута ќе одам на велчавка, немам време дури ни да побегнам. Навистина не можам да побегнам. Не можам навистина, како би можел да побегнам. А таму еве гледам прозорецот е отворен. Што ако побегнам низ прозорец? Не можам, како можам да А што ќе биде ако се обидам? Па да се обидам? Ќе се обидам. Вистина, како сум отреперан. Каде ли е тој? Овде нема никого. Фјокла! Каде отиде Иван Кузмич? Тука е? Па каде тука? Па тука во собава. Па ете го нема, гледаш? Па во предсобието тој не излезе, таму јас седев. Па ете го нема ни тука, гледаш? Па да не отшол по споредните скали или во собата на Арина Пантелеймоновна. Детице! Детице! Што има? Кај вас ли Иван Кузмич? Не наминувал кај мене. Мора да е тука. Па нема предсобието, не беше таму јас седев. Ете ли тука го нема, гледаш? Како е? Па го нема Иван Кузмич. Како така го нема? Си отишол? Не си отишол. Како така? Ем го нема, ем не си отишол. По споредните скали сигурно не можел да излезе. Дјавол да го земе, па ако не излегол од вратата, од собава, тогаш не можел земја да пропадне. А да ја прашаме слугинката, таа цело време беше тука. Дуњаша! Дуњаша! Каде е Иван Кузмич? Па тој скокна низ прозорец. Низ прозорец? Да, а потоа од кога скокна, зеде пајто ми се замина. Ти вистина ли зборуваш, Дуњашка? Лаже, тоа не може да биде. Лажеш! Не може! Еми човекот од пакалница да виде. Се пазари со коларот за 10 копејки и си замина. Што? Вие, љубезен господине, подбив терате, нели? Сте намислиле да не посрамотите? За срам ви паднавме ние, браце. Јас живеам 60 години, ваква срамота се уште немам доживеано. И вие себе си се сметате за чесен човек. Вие после сето ова сте подлец. Јас може сум селанка, ама вакво нешто никогаш не би направила. И тој себе си се смета за некаков дворјанин. Само за измами и пакост вие вам тоа дворјанството. Пред цел свет да посрамотите една мома.
лажев. Се приврзав кон тебе. Ти си личност од сините соништа. Најдобро е да те заборавам, но не можам. Се влюбив во тебе. Клучот си ти, но не знам која врата да ја затворам и да те заборавам. Ти си како мраз и ме повредуваш. А јас иако не признавам таженцу, се влюбив во тебе. Ти си како мраз и не се топиш. Слета во мојот живот како птица и не одлетуваш. Сега ќе останеш тука за секогаш. Се влюбив во тебе. Ме прашуваше дали те сакам. Јас те лажев. Се приврзав кон тебе. Ти си личност од сините соништа. Најдобро е да те заборавам. Но не можам. Се влюбив во тебе. Се влюбив во тебе. Ти си како мраз и ме повредуваш. А јас иако не признавам таженцу, се влюбив во тебе. Клучот си ти, но не знам која врата да ја затворам и да те заборавам. Ти си како мраз и не се топиш. Слета во мојот живот како птица и не одлетуваш. Тука ќе останеш за секогаш. Се влюбив во тебе. Ме прашуваше дали те сакам. Јас те лажев. Ти си личност од сините соништа. Број да те заборавам, но не можам. Се влюбив во тебе. Љубов, но не онаа романтична, туку пријателска и силна што ме топи и што ме води кон некој друг пат. Пат непознат за мене. Клучот си ти, но не знам која врата да ја затворам и да те заборавам. Ти си како мраз и ме повредуваш. Слета во мојот живот како птица и не одлетуваш. Јас иако не признавам таженцу, се влюбив во тебе. Се влюбив во тебе. Ме прашуваше дали те сакам. Јас те лажев. Се приврзав кон тебе. Ти си како мраз и ме повредуваш. А јас иако не признавам тажен
Thank you.